Вашата изјава во која ги споменавте жените предизвика многу реакции во јавноста. Вие рековте дека воопшто немавте намера да го навредите по нежниот пол, сте били извадени од контекст затоа што одредени медиуми го направиле тоа и затоа сте биле погрешно разбрани. Сметате дека тоа е случајно или намерно направено? Од нивна страна? Да. Па намерно е направено и не е прв пат тоа да биде намерно направено. Прво, и во врска со самото интервју што беше дадено за Прес 24, а после тоа и телевизијата Тера од Битола бараше изјава да дадеме и дадов јас изјава, а воопшто никаде немаше такви зборови од моја страна употребени кои беа после предмет на коментари, на дискусии, на закани за моја одговорност да бараат и моје линчување, не знам што и така натаму. Вие сте само целта или да. ВПЦ или па има нека друга позадина? Па не знам сега тука секој што си имал некоја болка, нешто за некој проблем свој личен, сакал да го истори гневот врз мене, може би врз Македонската православна црква, но како и да е, јас на тоа многу не се лутам, се лутам за тоа што луѓето, особено кога станува збор за интелектуалци, што воопшто без да има причина, без да има повод, без да има сериозни кажувања да се коментира, да се навредува личноста, говори само по себе за менталниот склоп на тие луѓе, на тие личности. Дури некои представници на политички партии што там почнат да кажуваат нешто, да измислуваат на моја адреса. Зошто сте им трн во око вие? Молам? Зошто сте им вие трн во око? Па сега трн во око, јас мислам дека проблемот не е во другото, може би некој таму се препознаве себе си во тие гревови за кои изговорам јас. Говорев за абортусот. И сега ако некој е засегнат, знаеме дека и голем број од верниците се жртва на тој порок. И некој наместо да си ја чисти совеста со покаяние, да побара прошка од Бога пред духовникот, да побара начин и средства како да се излезе од тој грев, како да се најде очистување на срцето и на душата за таквиот грев, тие смета дека со нападите врз оној што ќе пробуди совеста на некого за тоа, ќе може да се ослободат од тоа, а што најмногу не загрижува е фактот дека сака да внесат сега, тоа баш и го читав во некој од тие изјави што ги дава, како изјавата на Дом, дека ние сме, сега веќе не сме средновековна црква, да ги на некој начин променат каноните, да ги променат црковните закони, учењето на црквата. Тоа е нешто, мислам, незамисливо, бидејќи Господ Исус Христос. Христос е и вчера, и денес, и утре ист. Во Скопје се одржува меѓурелигиска конференција денеска. Конференцијата ја бойкотира ДВЗ. Од таму порачаа дека ја бойкотира затоа што во Македонија не е можен меѓурелигиозен и меѓукултурен соживот. Како коментирате вие? Добро, може да тие така кажуваат, најверојатно тие, ако некој кажува дека нема соживот, тој прво треба да се праша себе си дали тој придонел нешто да го има тој соживот. Оти прашањето е по која основа ние никогаш не можеме да речеме дека мора да имаме со сите луѓе комуникации. Не сметате дека е малку опасна оваа порака од една верска заедница да излезе? Во која смисла? Па да предизвика други посериозни реакции. За која мислите? Дека не е можен соживот во Македонија меѓу религиите. Според нас можен е и треба да постои. Од наша страна има желба. Да, има соживот. А јас не знам кои се аргументите нивни за да нема соживот. Тоа не ми е познато мене, зашто ние се правиме, што се однесува лично до мене, да имаме ние соживот и ние никогаш не сме во судири
барем што се однесува до исламската верска заедница, по прашањето на верниците. Ниту ние врбуваме нивни верници, ниту пак званично имам јас некои сознанија дека тие влегуваат во нашите пароки, па да ни ги приграбуваат верниците и така натаму. Конференцијата ја бойкотира и СПЦ, не е за изненадување. Има ли ефект некој од повикот на српскиот председател Николич за посредување во решавање на спорот или си го искористи тоа? Јас како член на Светиот Синод досега немам никакви сознанија дека господинот Николич до нас испратил до Синодот. Па не знам ни дали до нашите актуелни власти има испратено било какво барање или писмо или некоја иницијатива за такво нешто да се случи, како што најавуваше тогаш. Но лично и тогаш кажав и сега пак исто мислам дека он си оствари целта, си имаше желба да се афирмира тука на Балканот и така натаму, да си направи собир Србите на таму на тоа место каде што се на Зебрањак и така натаму. И донесоа дури владика од Србија без да се побара одобрение од Македонската православна црква, Полошко-Комановската епархија, што до тогаш не беше случај. Значи, за сите до тогашни нивни присуства и вршење на помени на Зебрањак, заложително бара од надлежниот архиереј и од Македонската православна црква одобрение за тоа да го направат. При таа прилика не се побара тоа и беше тоа еден преседан. Практично злоупотреба довербата. Па добро, сега ние сме дозволиле да се направат некои работи, со мислејќи дека добронамерно тоа се прави, но еве се покажа дека не било баш добронамерно се.